Добро. Професорка, дали се слушаме? Се слушаме. Добар ден. Ајде, еве сега и да ве најавам за слушателите на Македонската радио програма, а и за нашите оние кои ќе не следат на Фејсбукот преку, односно лайв стриминг преку Фејсбукот. Почитувани слушатели, денес разговор ќе водиме со професорката Билјана Банковска од Универзитетот УКИМ од Република Македонија. Ќе зборуваме за македонските работи за изминатите 4-5 години. Професорке, добар ден, добре дојдовте на Македонската радио програма. Добар ден, благодарам на поканата и дозволете најнапред да посекам среќна нова година и поубави денови да ни доаѓаат од ова што веќе го поминавме. Ви благодариме, исто така и ние ви посакуваме среќна нова година, просперитетна и да не ни се врати она 2021 година, нели? Еве, да го започнам нашето интервју така необично. Кога би избирале помеѓу Преспанскиот договор и Бугарскиот договор, заедно со Зоран Заев и новиот мандатор за влада на Република Македонија, кого би го избрале? Тука нема дилема. Јас прво и основно не правам разлика помеѓу Бугарскиот и Преспанскиот договор, бидејќи мислам дека станува збор за едно исто чедо или за сијамски близнаци, ако сакаме. И Бугарскиот, иако хронолошки му предходеше на Преспанскиот договор, па потоа сега излегува дека не бил довршен, па треба да се усовршува и така натаму, тоа е дел на една иста приказна, на еден ист процес и ми се чини дека е сосема неважно дали тој што го прифати тоа во име на македонскиот народ се вика Зоран Заев или овој сега како веќе му е името, уште не можам да го запамтам. Битно е дека Димитар Ковачевски, така. Битно е дека има некој што се нафатил, што дал збор и што таа работа едноставно спроведува. Е марионета воспоставена за да ја заврши таа работа. За жал, работата не е завршена, ние туку што си честитавме нова година, меѓутоа, знаете, во општествениве процеси нештата не завршуваат календарски, така што ние и денес, исто како што и пред неколку дена или неколку години, се соочуваме со истите проблеми. Прашањето, и не само што се исти, туку мутираат исто како вирусот, па и се мултиплицираат и работава е дојдена до еден степен во кој јас би рекла е нож до коска, дека ако сега не се освестиме, оваа 2022 година може би да полоша од 2018-та. Добро, ајде да започнеме со 2018 година. Македонскиот народ знаеме, вие учествувавте, јас се чествував, бев таму во Република Македонија. Македонскиот народ кажа едно големо не на промена на историското име на македонскиот народ, но за жал тоа се продаде и предаде во собранието, кое често пати нашите слушатели, па и голем број на македонци веќе го викаат сточен пазар, каде што се пазари уставноста на македонскиот народ, а тоа се прави преку пратениците. Зошто дојде до тоа? Зошто дојде, ако почнем да елаборирам зошто дојде, ќе потрае емисија малку подолго, меѓутоа ќе кажам дека не е случаен настан, дека предходно му предходеше обработување да речам на општеството, доведување во една ситуација на шок, траума, општествена траума, и тука мислам на оној циркус од типот на шарената револуција, кој беше она што на англиски го викаме режим change или промена на режим, ама не во на пежоративна смисла, туку на промена на легитимна легална влада,
за да се намести, да се инсталира друга, која ќе треба да одработи некои во главном туѓи интереси. Тоа е она што се случуваше. Знаеме дека кулминацијата на тој период беше 27 април, кога едно друго движење, кое немаше странска помош и немаше, да речам, знаење од типот на тој ненасилен отпор и сите тие перформанси и така натаму, ескалираше ситуацијата на 27 април, после што дојде до една ситуација во која главната опозицијска сила, политичка, организирана, практично отиде во тотална дефанзива, беше под притисок и на кривичен прогон, и на демонизација јавна и сето тоа што се случуваше, така што тука беше обезглавувањето на македонскиот народ, на сите оние што практично имаа сила или моќ или желба да учествуваат во јавните процеси, да го спречат она што беше јасно дека ќе се случува. Зоран Заев не должеше многу, само што дојде на премиерската позиција, веднаш се зафати со така наречените билатерални прашања и ние некако премногу млако, да речам, реагиравме на бугарскиот договор. Тука некако дали бевме неподготвени, дали во она една страничка, тој договор е многу кус, многу мал, многу е 4 страници е, 4 страни е. Најмногу нас, само ќе ве прекинам за момент. Преамбулата во ведниот дел на тој договор е каде што имаме заедничка историја. Член 8 исто така навлегува и кажува онаа комисија, фамозна сега историска комисија, и член 11 ние се откажуваме од македонското малцинство и немаме никаква работа со македонците во Пиринска Македонија и воопшто во целокупна Бугарија. Така е, благодарам за резимето. Тоа е, меѓутоа, начинот, вордингот и терминологијата што е таму употребен е малку поразлична од она што чудо, што потоа излезе во вид од 20 страници текст, Преспанскиот договор. И да дополнам една од разликите, дека во бугарскиот договор пишува дека двете страни се еднакви и се употребува уставното име тогашно Република Македонија. Додека во Преспанскиот договор ние сме безимена страна. Значи, апсолутно се повикува договорот на резолуциите на Советот за безбедност и така натаму. А тоа чудовиште од 20 страни, јас го анализирав сама колку што можев, меѓутоа ми зборуваме сега за Преспанскиот договор. За Преспанскиот договор, да. Јас сакам да ви поставам прашањата за Преспанскиот договор, да бидеме по-прецизни за нашите слушатели и оние кои не следат. Со Преспанскиот договор ме интересира придавката македонски Македонија. Кажуваа дека ние сме бетонирани како македонци, како македонски народ. Со придавката сме бетонирани? Ние сме бетонирани, ама сме под бетонот, разбирате, тоа е замката, кога ви туриле бетон, ама вие не може да пркнете од тој бетон, нема тука никакво јакнење, значи, дури може би фројдовски, кога Зоран Заев зборуваше за тоа бетониран идентитет, всушност, индиректно ни ја кажа вистината, ние сме под бетонот, и сега треба да бараме пукотини за да пркнеме, за да произлеземе. Значи, имплементацијата на тој договор веќе има свое минато, да кажам, веќе од 2019 година стана дел на уставот, на правниот поредок и уште дури забрза со имплементацијата наспроти оние одредби во договорот кои велат согласно пристапувањето кон Европската унија, отварањето на поглавијата, па 5 години рокови и така натаму. Оваа влада просто како да едва и дочека да тргне во тој процес на буквално бетонирање на се што е на македонско и се што е на М буквално. Така што анализата на тој член е
то сакав да кажам, кога јас ги прашував моите странски колеги, врвни правници по меѓународно право, познати и како борци за обесправените нации од Палестина до Виетнам и така натаму, ги прашував добро како јас го читам ова, како вие го читате. Ми рекоа, ова не е нормално. Овде имате не само мачка во вреќа и не само ѓаволот е во деталите, овде имате мал милион ѓаволи во тие детали околу имплементацијата на тој договор. Така што секој и малку разумен човек, не мораше да биде правник, ќе знаеше дека е тоа јазик кој не е правнички, кој е дипломатски, кој може да се толкува во духот на она пророчицата Питија од грчката митологија, може вака, ама може и онака. Така што онаа страна која е помоćна во релацијата, тоа е грчката страна која е зајакната со западните сојузници, кои стојат како гарантори на тој договор, иако не се подпишани, е јасно дека имплементацијата, реализацијата на тој договор е во нивни раце. Топката е во нивниот двор. Ние сме не само подчинети во тој договор, не само понижени во тој договор, туку како неуки деца, некако фатени во таа замка. Членот што го цитирате е буквално лижавчето, кој требаше мало во дете да го израдува, и Зоран Заев ни ја продаде големата вест, ние извојувавме компромис, ќе се викаме, ќе употребуваме атрибут македонски, се викаме македонци и така натаму. Денес гледаме дека тоа не е така. Да ве потсетам на уште една небулоза. Тогашниот министер за надворешни работи дури се осмели да издаде упатство за странските новинари како да ги употребуваат Macedonian, а не North Macedonian и така натаму. Ало, не може министер на една држава да пишува упатство за новинари во Австралија, во Германија, во Шведска и така натаму. Така што видовме, тоа беа, сакам да кажам, оние трагични ситуации во кои нас не лажеа, односно македонската јавност ја лажеа, дека постигнале компромис. Таму нема ни К од компромис, затоа што е тотална капитулација. Ајде да почнеме од античкиот дел на договорот, каде што се откажуваме ние од античкиот дел на историјата, а пак целокупното право и припаѓа на Грција. Зошто е тоа? Зошто толку отстапки требаше се направат кога знаеме дека никој нема монопол за античка историја? Еве, јас сум од битолските села, до мене е Хераклеја. Па погоре имаме антички градови во Македонија. Зошто ние требаше да се откажеме од тоа и зошто со член 7, да не поставувам повеќе прашање, потаму ќе со член 7 ние се откажавме од македонците, од егејскиот дел на Македонија. Впрочем, потеклото на Никола Димитров е од Цекони, од таму, од егејскиот дел на Македонија. И сега во член 7 пишува точка 2 дека во Грција има македонци кои се со античко потекло и хеленска култура, кои со денешните македонци во втората страна, како што рековте вие, безидни, немаат никаква врска, роднинска врска, па ниту крвна врска. Ние зборуваме ист јазик, иста култура, традиција, обичај, повелет. Станува збор за повторно за една манипулација која прирасна, ние дури сите оние години, да речам децении, на така наречени разговори кои станаа преговори околу проблемот со името, ние и заборавивме зашто се преговара. Овие странците кои ги благословуваат чекорите на решавање, нормално ниту се засегнати, ниту име грижа за македонскиот идентитет, дозволија, тука настана тој пресврт, да одеднаш во тој договор се опфати историјата која никогаш и не била предмет на спор, нели спорот беше само името. Нели беше само, не знам, географска одредница, па тие се плашеле од иредентизам, сироти тие членка на НАТО со толкава армија и
5 пати повеќе население од нашето и така натаму, дојде до толку длабоко одење во она што е темел, тука ќе зборувам за грчкиот национализам, кој тврди дека нивната нација, современа, денешната грчка нација, потекнува директно од Софокле, од Платон, од Аристотел, од Александар, од сите што ги знаеме како антички ликови на некоја друга цивилизација. И при тоа, замислете, оние што овде, мене тој дел многу ме лути, да речам, и ме вознемирува е што нашите интелектуалци, кои се кобајаги ненационалисти, па кои имаа разбирање и така натаму, тие кои овде вреска за антиквизација, како тоа нашата држава и поранешната влада, Никола Груевски го истакнува тој дел на континуитет од античко време до денес, има разбирање за грчката страна. Значи, она што Македонија како држава, Република Македонија го направи, беше да им даде тапија, така да го кажам просто, тапија им дадовме. Народно, да, народно, тапија. Целата таа историја е само грчка и ничија друга и така натаму. Значи, ако малку знаете повеќе историја и од општествени науки ги посматрате овие процеси, вие знаете дека дури и грчката цивилизација е резултат на прелевање на влијанија од Месопотамија, од Вавилон и така натаму. Мислам, човечката историја и прелевањето и влијанието цивилизацијски не почнале со Александар, ниту завршиле со Александар. Грците, денешните грци и само ретки интелектуалци во Грција го кажуваат ова. Ние денес немаме никаква врска и континуитет со таа цивилизација. Таа се одвивала на теренот на нашата сегашна држава. Тоа грците го велат за нив. Го велат, ама само ретки интелектуалци го признаваат. Да направиме дистинкција. Сакам да кажам, нивниот национален наратив се однесува на нешто што се вика мит на континуитет. Токму тоа што тие го сметаат за европска вредност дури, и тие напредните европејците, нам не го сосекоа правото да дури кажеме, еве што велите, Хераклеја или било која ископина или било што се случувало на територија на нашата мала држава, има врска со тие дамнешни времења. И тука е подметнувањето на кукавичкото јајце околу типот на крадење на историјата. Овие ние крадат историјата и слично. Не баре историјата е нешто што го имате во продавница на сталажа, па ќе помине некој крадец и ќе го украде. Затоа постојат историчари, постојат музеи, постојат историски акти, документи и така натаму. Тоа не требаше да ја обременува современава генерација ниту на македонци, ниту на грци. Ние требаше да видиме... Професорка, она линија што е тргна дека македонците кои зборуваме ние ист јазик со нив, дека се со грчка култура, еленска култура, како тоа ќе го... Сега, тоа знаете што, мене тој дел ми е совршено добро јасен, меѓутоа не ми се јасни оние кои се и најпогодени, а кои живеат во Грција, за кои ние, македонци, кои живеат во Грција, за кои јас очекував дека жестоко ќе го дигнат гласот и ќе бидат погодени, бидејќи на извесен начин тие се тотално демакедонизирани, затоа што сега излегува дека за нив едноставно не знам, тие се, не знам што се и како се дефинираат. Меѓутоа, кога чув дека некој од првенците, дури и на она славна организација Виножито, излегоа со подршка, наводно заради европскиот пат на, како ја викаат, Македонија веќе, тие го прифатија тоа. Павле Воскополу се вика македонската држава. Така е. Така е. Сега, знаете, од позиција на некој што живее во Македонија, во ова наша денешна Божем суверена држава, јас се прашувам
зошто јас би се грижала за неговите малцински права, а ме боли. Го чувствувам тоа, значи, него го сметам за македонец, тој вели дека е македонец, меѓутоа благословува нешто што него го демакедонизира. Истото сега им се случува и не само сега, се разбира со децении на македонците во Пиренскиот дел од Македонија. Да мораме тука професорке да направиме на компарација споредба. Стојко Стојков и здруженијата се многу активни и многу се противат на бугарскиот. Така, тука има разлика. Да, има голема разлика, нели? Се сложувам, да. Со тоа што значи, сакам да кажем, овој проблем се мултиплицира со тоа што сега и ние кои мислевме дека сме македонци до Преспанскиот договор и не мислевме, ја и сега мислам дека сме македонци, не можеме друго да бидеме, меѓутоа овој Преспански договор не фрла во една нова ситуација да јас сега се расправам со странци, со било кои знајни и незнајни луѓе, да им објаснувам дека јас не сум Норт Македонијан, дека ја не сум измислена од 2019-та, дека не може во мојот birth certificate, извод од матична книга на родени, да пишува дека сум родена во држава која не постоела во тоа време, и дека таму ми пишува Социјалистичка Република Македонија. Така што, велам, овој Преспански договор ги мултиплицираше проблемите, и особено со внатрешната поларизација на нас во Република Македонија, кои сега почнавме да се гледаме низ нишан, на северџани, нели кажано пежоративно и навредливо, и ние сме небањатите, тие што мислиме дека не го даваме името Македонија, што е лошо за држава. Професорке, збор 2, кажете ми за придавката. Бидејќи јас овде жестока кампања водев, не прифаќав национален ансамбл на Северна Република Македонија. Тој е македонски национален ансамбл со македонски ора и песни. А во национален ансамбл можат да влезат и песни од сите малцинства, нели? А на сени се одзеде придавката. Сакам да објасните придавката. Вака сега и за тој проблем, кој е можеби поакутен и повидлив, поболен, да речам, откако се усвои Преспанскиот договор, сепак неговите корени треба да си ги бараме во нашето слепило од 2001 година. 2001 година, со промената на Уставот, со воведување на тој пусти консоцијацијски систем, што дури и врвни интелектуалци не го разбираат, па дури и се повикуваат на него како на, не знам, некакво единство, ние се откажавме од позицијата на конститутивен народ, нација во оваа држава. Значи, ние станавме една од многуте заедници. И сега, сите стручњаци и познавачи на оваа материја ќе ви кажат, консоцијацијата е заедница на заедници. Сите си се така заедно формираат македонска салата. Или дури може би северно-македонска салата, више не знам ни како да ја наречам. Така што ова атрибутот македонски во врска со институциите, сега тие го влечат и верувајте дека не беше случајно што при промената на Уставот во 2019 година не беше случајно што влезе и рамковниот договор. Во преамбулата, целата приказна на промената на Уставот на источниот пазар и со криминален начин, со корупција од најбезобразен вид, пред очите на јавноста и на странците и на сите, се одвиваше и за да се внесе Преспанскиот договор делот на промената на името, меѓутоа влезе и Охридскиот договор. Практично од тој момент сите ќе ви кажат, вие имате македонски национален македонски театар. Меѓутоа тој се однесува на македонската етничка заедница, заедница, вторувам. Племе. Значи веќе немате народ. Племе. Вие немате народ. Тоа е. Сега,
тоа се пренесува од немате македонска железница, немате македонски шуми, немате буквално ништо и сега сме доведени во една трагикомична ситуација, се да е национално, а всушност ние нација немаме. Нацијата е поништена. Овде ќе ве споредам, односно ќе ве збројам. Првиот крик го слушнав вака од академикот Коцарев, потоа историчарот Чепреганов, еве сте и вие на истото становиште. Во преамбулата нели е внесена и тиранската платформа, двојазична држава. Па не е најексплицитен начин внесена, меѓутоа со закон предходно, уште пред Преспанскиот договор, со оној закон за употребата на јазиците, ние станавме де факто двојазична, јас би рекла, федерација. Иако таа нема да го најдете тој израз ни во уставот ни никаде, меѓутоа реалниот живот ве покажува дека тука веќе се раѓаат тие федерални да речам односи, бидејќи во онаа салата на различни заедници, само две се оние кои доминираат на сцената, македонската и албанската. Ова другото се само така, како сателити, како неважни елементи во декорот на таа македонска зграда, да кажам. Така што мене, она што сега мојата работа и како научник и да антиципирам, да предвидувам што ќе се случи, да опоменувам на она што може да ми... За жал го правев тоа и порано, ама како да не допира до никого, ќе го направам и сега. Поентата ми е дека ние чекориме нужно конфедерализација на оваа држава. Вака како што е поставена, со акцентирањето на Охридскиот рамковен договор како вредност. Замислете, договор кој настанал во вооружен конфликт, во кој луѓе загинаа, ние го ставаме како некаква вредност во уставот. Не баре е на рамо до рамо со Крушевската република. Во Крушевската република некој народ се борел за слобода, овде имате, знаете што се случуваше 2001 година. Да. Така што е многу тешко и многу болно да се објаснат работите, тоа да биде едноставно, јасно, а да не ги поврзете. И сега почнавме ние со разговорот со сијамските близнаци и бугарскиот и преспанскиот договор, меѓутоа тука и рамковниот, кој им предходеше на сите. Нашата деградација како држава, разградување, почна со сите тие отстапки. Прво давате мал прст, па давате една рака, па оди до лактот, па оди до рамото и сега ние до гуша дојдено. Ја поинаку веќе не можам да го гледам и затоа сум можеби вака и поексплозивна и во кажувањето и во колумни последни, во кои веќе немаме ние време да играме улога. Посебно ќе анализираме последната колумна. Ме интересира кога не сведоа на едно смачкано племе, што велеше Блаже Коневски. Сите етнички заедници имаат национални символи, меѓутоа ние немаме право да го имаме ова сонцето од Кутлеш. Ние професорка го имаме сега државното знаме од 95-та година, што ќе речи тоа дека ние сме без корени, хрватите има шаховницата, албанците го донесоа орелот од Тирана, србите од Белград го донесоа орелот, ромите си имаат свое сонце нивно, власите си имаат исто така. Меѓутоа, некни гледам го избира овај анонимусот Ковачевски за председател, а исто се избираше председател на ВМРО ДПМН. Па ниедно не видов сонце национално, се беше државното и беа партиските. Како ние да сме народ без корен. Политичката, да речам, подредена една поданичка култура ми е мачно и да ја коментирам. Затоа што огромна вина наоѓам за ова што ни се случува, значи на оние што
активно влегле во политика за да ја водат државата. Ние интелектуалците од страна коментираме, даваме, укажуваме, меѓутоа тие се тие актери главните на сцената. Кога тие одат на бакни рака на калето, и уште пред да почнат избори, тие одат на благослов. И тука више немојте да очекувате дека ќе го изведат ова знаме. Честопати ги гледам овие символи и зборот македонштина или македонство или македонски народ, повеќе ги слушам од вас кои живеете надвор од територијата на оваа држава, отколку што ние овде го употребуваме. Овде веќе употребата на зборот Македонија, македонски народ и се што произлегува, или ова што зборував македонско, е знак на бунт. Знаете дека тоа е еден вид на субверзивен акт. Искрено ќе ви кажам, во делот на символите од типот на знамето на Кутлеш и така натаму, ја не кријам дека многу години наназад повеќе сум сакала сите граѓани на Македонија да се поистоветат со ова знаме, какво е, дали е вентилатор или какво и да е некое државно знаме. Камо среќа сите да стануваме на една химна, да вееме едно знаме, да се радуваме на спортски победи или културни победи и така натаму. Меѓутоа, сега кога гледам дека тоа е чиста илузија, дека е тоа нешто што може само или да ве лажат или да сонувате бајки, во овој момент јас посакувам на секое место и секаде да го веам токму тоа знаме што го имате зад вас, затоа што ме принудуваат да бидам дел на мојава заедница и да барам права за мојата заедница. Затоа што сонот за некаква прогресивна, европска, западна, либерална Македонија и така натаму е умрен. Таа работа е завршена. Ако веќе сме на ова, ајде да ги кажеме нештата како што се, без ракавици, и мислам дека борбата за Македонија почнува од македонците. Ако ние не се дефинираме како македонци, дали мојот чин на протест ќе биде никогаш и никаде, ни во научен труд, еве во овие 3 години наназад имам објавено доста трудови во меѓународни списанија, книги, book chapteri и така натаму. Мојот услов е до колегите што ќе ме поканат, јас ќе си пишувам за Republic of Macedonia. Ако ви чини, ако не морам јас да пишувам. Сакам да кажам различни типови на отпор и на инсистирање на македонското. Ако одам на стадион и ако игра македонската репрезентација, јас чувствувам потреба, порано не, сега да. Сега и тоа како чувствувам потреба. Да си купам шалче со знакот, да го веам знамето, сонцето, да се нагрнам и така натаму. Па веќе знаете како, ви доаѓа преку нос. Не може вие да бидете космополитот и европејцот кога околу вас имате грци кои викаат дека се стари колку амебите, ги имате бугариве кои и сами не знаат што се, ама македонскиот дел им бил најромантичниот од историјата, ги имате албанците кои викаат илири, ова, она и така натаму. Па природно, ја мислам дека е поприродно од мене, некој што бил либерален, да речеме така, да речем, ненационално свртен интелектуалец да стане националист, отколку да не стане. Затоа што веќе јас избор немам. Јас знам дека ова сега ќе ги шокира мнозина и ќе зборуваат се и се што и нека зборуваат, меѓутоа битката е дотаму дојдена. Јас во овој момент не можам да бидам ни марсовец, ни северџанка, ни нешто што не постои. Мојата улога до крајот на мојот живот е да бидам македонка во секој можен настап, настан, чин што ќе го правам, символ што ќе го користам и така натаму. Затоа што од премногу попуштање и премалку национализам,
Затоа што постојано ни го трља на глава. Немојте да бидете националисти. Ако сакате да, не знам, патувате во европските научни кругови, па да ве играат по разни проекти и сето тоа, треба да бидете не македонка. За не може сите, оној е албанец, овој е ова, оној е ова, само јас да не бидам тоа што сум. Така што, велам, барем, вие граѓан, надевам дел од народот ќе го прими пораката. Па не дел, јас сметам дека мнозинството ќе го прими со исклучок на оние за кои сега би сакал да зборниме збор 2, бидејќи јас читајќи вашата колумна два пати ја читав, така солзи ми протекоа од очите, како имате строчено, напишано, дури пишувате за вашиот корен, дека сакаат да го сотрат коренот на вашиот татко, на вашите родители, а тоа значи да ве сотрат вас, па да ги сотрат вашите ќерки, па нивните деца, и од нас значи да не остане ништо. За жал тоа е еден крик некои и од добронамерните мои пријатели, читатели, така понекогаш ме обвинува, не ме обвинуваат, туку бараат од мене малку да внесам повеќе оптимизам, дека ваквите колумни се травматични, се болни, емотивни, ама велам тоа е искрен крик на она што ме боли. Јас морам да го кажам. Ветувам дека во идните мои писанија ќе се трудам да бидам поконструктивна и да кажувам точно што и каде треба да правиме и како можеме да правиме во рамките на ова што сега постои. Ние не смееме на нашите деца да им го оставиме бремето на нашиот пораз. Јас ова го чувствувам како пораз на мојата генерација, на луѓето кои најмногу од својот живот поминале во оваа држава, и сега ние кои сме на заминување, зарем треба да бидеме спокојни што дечињата во градинка, во основно, цртаат, пишуваат за Северна Македонија, едноставно им се брише меморијата, а родителите уплашени за да останеле на работа, за да не ги избркале, за да не ги казнеле и така натаму, верувајте дека во денешнава република, таква Македонија, каква што не сакам да ја кажам, се спроведува окупацијски систем. Моите родители живееле и го знаат времето во бугарско, во српско, турско, нели, дедовци и така натаму. Јас не знам како да кажам, како тоа живеам во држава во која не смеам да кажам што сум. И ако го кажам, ме гледаат како да сум некој назаден елемент, некоја примитивна особа која, не знам, се враќа на корените. Не, јас го барам она што го имаат сите. И од овој момент натаму, да, значи можам да се извинам до некаде ако сум била преемотивна, вистина е дека ние мораме да се отргнеме од емоциите. Јас не гледам емотивност тука, меѓутоа, како што реков, го гледам тој ваш крик и го осеќам тој крик, бидејќи не можам јас да досега ниту прочитав, ниту слушнав, ниту Билјали, ниту, ајде да не ги именувам, па ни еден албански интелектуалец не рече застанете на Дуи, каде е македонското државно знаме во вашите канцелари, каде е почитувањето на македонската химна. Сте виделе ли некој интелектуалец или албански новина да им се исправи на нив и да им кажи како нашите што не напаѓаат или тебе на некој емисијата направија партал? Зошто сакам тие две работи да ги анализираш, новинарите и интелектуалците албански, зошто тие воопшто не ги нападнат политичарите? Јас за албанските интелектуалци имам свој став и своје мислење и мислам дека се добри националисти. Она што ми е мене криво е што мене дури сега ми текнува да станувам националист. Значи, тие се што си поставија како агенда низ годините, се зборувам за 30 години, си го прават и отворено го зборуваат. Да.
ја не знам дали, ја ретко го гледам Васко Евтов од разбирливи причини, меѓутоа последната него или предпоследна, не знам веќе која емисија, го имаше овој Хајредини. Да. Па верувајте сега, ако човекот отворено кажува, нашиот сон е голема Албанија, од секогаш бил и секогаш ќе биде, зошто не ја направивте? Па затоа што немаш историски услови, ама останува сонот. Да. Тој човек е почитуван интелектуалец, бил министер, сега му се клањаат, го почитуваат и така натаму. Ако јас го кажам, не дај Боже, голема Македонија, не знам што ќе се. Всушност, ја не сум слушнала ниту еден македонец, еве нека е најголемиот, да речеме, националист, да каже, ја сакам Македонија, голема Македонија. Ние во нашиот речник го немаме тоа. Ние сме толку благи, толку кротки, толку питоми, толку адаптибилни, па дури бараме во Грција да имале јазички права, во Пиринска да им дозволат да се организираат. Значи, ние сме еден исклучително кроток народ. И тука, затоа велам, критиката повеќе би ја насочила кон нас самите и треба да си земеме огледало и да видиме кај ни е нас проблемот. Дали ние знаеме кои сме и што сме? И зошто дозволуваме во име на некакви бајки за европски интеграции да исчезнеме? Зошто додека да стасаме до таму, че нема што да влезе таму? Албанските интелектуалци си го прават тоа што наумиле да го прават. И тоа го прават добро. Безпрекорно. Да, Призренската лига ја спроведуваат. Исто како што овие европските сили ја го спроведуваат Берлинскиот конгрес 1878 година, нели? Многу малку се работи променети историски, ако гледаме низ призма на тие големите сили, нивните интереси, играњето со балканските народи. Само ние како вејка на ветерот. И уште сме среќни ако сме биле пиреи, жилави, па не се даваме. Не може така. Мора да се смени друг лист и ако играме партија покер или бридж или која и да е играта, треба да знаеме со кој шпил карти играме и кои се правилата на игра. Ако се правилата на игра да Хајредини има сон за голема Албанија, нека извини, ама јас имам сон за Македонија. Професорке, апсолутно ве разбирам, тоа ми беше и прашањето, поентата што ми го одговоривте. Значи, тие интелектуалци, тие ги воспитуваат нивните студенти, нивните деца во духот на тоа што го кажа човекот јавно, тој не крие. Не крие. Не. Така е. Не кријат тие. И никој не се згрози во јавност, да јас не видов реакција на тоа. Медиумите наши, видете, јас, една новинарка наша, имаше интервју со Талјат Џафери и му вели, ајде да ви поставам некоја човечко прашање. Па добро, какви прашања се на другите? Значи, ако е Билјана Ванковска, ако седи од другата страна, можеме да ја направиме партал. Ако е Солза Грчева, можеме да ја направиме партал. Ако е некој друг наш човек, така поинтелигентен, што ги познава работите, не можеме, значи, ние да направиме еден баланс, да го видиме тоа струење на силите во морето, да кажам. Мене ме интересира, не ми објаснавте за нашите слушатели, сакам тоа. И овие кои не следат бројните на Facebook од наши пријатели, нашите интелектуалци, имавме интелектуалци, професорки по уставно право и дозволија да ни се смени уставот. А Зоран Заев, нели велеше, кој бе тоа ќе го смени уставот? Со тој негов селски, со налудничав говор, знаете она со што тој се гнасеше пред мајка му, пред своите родители, пред своите деца. А па не знам како македонската јавност го проголта тоа и оние до него и околу него. Јас ќе ве замолам за тоа.
прашуваат едно болно прашање, мислам дека и цело време се вртиме околу тоа како дозволивме. Истото ова прашање ми го поставуваат и мене. Значи луѓето во кош, во еден кош ги ставаат сите. И оние што се бореле или правеле обиди вакви или онакви со тие што дадоа легитимитет на таа цела операција. За жал, овие што дадоа легитимитет, кои се прогресивци и така натаму, тие, како да ви кажам, тие не само што ја предадоа Македонија, тие предадоа својата интелектуална позиција на критичари на власта. Тие аминуваа се што ќе дојдеше од Зоран Заев, па дури го предложија за Нобелова награда за мир, не баре војна запрел Преспанскиот договор и крв течело или не знам се што. Значи има толку многу да се пишува за предавството на интелектуалците. Јас ги разбирам оние наши пријатели, познати или непознати, кои велат вие интелектуалците сте криви. Јас земам дел од таа вина, да речам, на себе, бидејќи припаѓам на таа поширока, да речам, класа луѓе. Меѓутоа, колегата Цуцуловски има една добра теза. И порано кога сме си разговарале и така, и знаете, пишуваме колумни или упатуваме на нешто, ми вели, Билјана, доста е веќе со општи термини. Мораме со име и со презиме да кажеме. Тој, таа и таа. Во таа и таа година правеше тоа, зборуваше тоа, пишуваше тоа, стоеше на таа страна. Значи, изгледа како поларизација. Меѓутоа, оваа поларизација што тлее, а ние сме во ракавици и не ги кажуваме нештата, е полоша. Полоша. Ние мораме да кажеме, тие и тие луѓе застанаа покрај Зоран Заев, му седеа на трибини, седеа во Ману, кога Ману организираше трибина за одобрување на Преспанскиот договор, не за разгледување. Трибината на Ману беше одржана среде референдумска кампања. Јас тоа никогаш нема да им го заборавам. Постојат записи, постојат трудови, се фалеа едни со ја тебе војводо ти мене сердаре и така натаму, кои испофалија Преспанскиот договор, ја испофалија капитулацијата на Македонија. Тоа не личи на интелектуалци, тоа не личи на професори, тоа не личи на научници. Така што како сме дозволиле, видите, јас за себе можам да кажам, и не само за себе се разбира, сум била дел на една група, дека од првиот момент до последниот момент одевме на тие протести, дали дуваше, дали вееше, дали снегови, дождови, студови, што и да беше, до февруари 2019 година бевме таму. Беше очајна сликата. И тука морам да кажам дека многу наши сограѓани си седеа по кафулињата, си уживаа во животот, мислеа дека ништо значајно не се случува. Кога се случи тоа што се случи, дел од нив ми рекоа, ама јас не верував дека ќе дојде, дека дотаму ќе оди работата. Тие цехови, тие гревови ќе треба да си ги исплатиме и да си ги признаеме. Тука нема бегање. Професорке, повторно ќе се вратиме. Јас во моментот играм улога на новинар, а не на историчар. Председателот на Комисијата за добрососедство со заедничка историја со Бугарија, Драги Георгиев, па од друга страна имаме во Комисијата за со Грција Кица Колбе, нели, од Егејскиот дел на Македонија. Па најотровните стрели ние ги добивме за нашата историја, јазик, култура и традиции од нив. Така е. Што да кажам, не сакам на лично ниво да ги доведувам професор, работите, ќе кажам како новинар, како можат тие да спроведуваат политички наредби? Науката, знаеме што е наука, и јас и вие знаеме што е наука. Па знаеме исто така дека дел од нашите колеги што се во научната фела одбија да бидат членови на таа комисија во почеток, во старт. Да, познати ми се имињата.
знаеки дека комисиите ги формираат државите, дека комисиите реферираат пред министерствата и така натаму, ти се откажуваш од твоето право да бидеш слободен критички научник и да зборуваш врз база на факти, на контексти, на анализи, туку треба да бараш компромис за да двете држави, не знам, имале вакви или онакви односи. Таа работа е работа на дипломатите. Ние во науката, камо среќа, јас сакам да правиме големи конференции со колегите од Грција, од Бугарија, од цел свет нека доаѓаат. Меѓутоа, тоа е нашиот научен начин на комуникација. Ние не смееме на политичарите да им даваме легитимитет. Тоа дел од нашите колеги го направија, па сега чинело, не чинело, па и гледате како целата таа, да речам, они се како громобран и кога треба Софија да ја удри Македонија по глава за наводно непочитување на договорот, удира преку комисијата. И сега вредеа ли тие 1000 евра што ги добиваат хонорар месечно за тоа што ќе го остават во наследство на својата држава? Јас не ги разбирам, искрено, дел од нив ми се и колеги, и блиски, како пријатели, сакам да кажам, лично. Добро, и се пријатели. Нели? Сме пиеле кафе, сме ручале, па драги ми беше промотори на... Тие донеле личен избор да бидат таму. Мнозина од нас се чудат како можело и која е таа мотивација и желба да бидеш дел, да бидеш соучесник на тоа. Тоа ќе треба тие да си... Уште една работа друга ме интересира. Не знам дали се сеќавате, едно време од ДУИ министер за образование беше еден средношколец. Со средно образование беше таму. Имаше секакви средношколци, има и во судски совет. Еве и сега ова што замина Мила Царовска, и таа беше за образование. И како може сега Мила Царовска да ви кажува вас, да ви биде вас министер за образование? Ајде не само на Билјана, на професорката, туку на многу Билјани. Како? Ние сме мала држава, еве ќе ви кажам ексклузивно дека Мила, јас ја познавам од мало детенце, затоа што со нејзината мајка сум школска другарка од гимназија, 4 години сме седеле заедно во клупа, потоа се омаживме со деца, со семејства, по родендени, по дружби и така. Значи, Мила си играла со моите ќерки, ја имам на слики во домашниот албум. Мила ми била драга како детенце, нели, што сум го познавала. Меѓутоа, оваа Мила, арогантна, богата, со тендери, со се што направи од својата ситуација. И со ваква ароганција во однос на високото образование, тоа не можам да го речам. Тоа не би го очекувала од тоа девојченце што го знам како малечко. Меѓутоа, нештата се менуваат, луѓето се менуваат. За жал имаме дефицит на светли ликови. Ликови кои треба да ги, и тоа треба да почнеме да учиме да го правиме. Да ги фалиме тие што се за фалење, за оние што во тешки времиња кажале не, за оние кои не се продале, за оние кои се обидувале на еден на друг начин да работат за општото добро. Ние, за жал, еве вака, броиме, овој не предаде, оној не предаде, како можеше тој, таа и така натаму. Значи, нам не требаат добри примери на луѓе кои останале луѓе, останале доследни со интегритет со она што го прават, и македонци со таа свест, во време кога Македонија е ставена буквално пред свршен чин. Јас се плашам многу дека оваа година ни носи многу искушенија кои ќе бидат фатални. Професорке, ако дозволиме. Ќе може ли овој анонимус од Ковачевски да се справи со политичари од типот на Лавров, па од Макрон, па некој друг? Човекот нема излезе. Не, човекот нема намера да се справува со никого, тој е таму да ја доврши работата што ја започна Зоран Заев. Зоран Заев веројатно оди во екзил. Ја го споредувам со кралот Александар кога припукало 41-та година, па побегна во Лондон. Во Лондон, за моето време. Караѓорѓевиќ.
Така, асоциацијата на екзил ми е политичар кој бега со своето богатство, ваќа магла тогаш кога е тешко на државата. Јас Зоран Заев така го гледам. Оваа приказ на локални избори изгубил бла-бла, нема врска. Човекот проценил дека до тука сега му е подобро проценил да се... или го пуштија низ вода, мислите, натовци? Може би малку го пуштија затоа што почне преголеми скандали надвор од ова што вредно си го одработуваше и така како што му кажува, меѓутоа почнаа да му се нижат многу скандали кои дури ни овие од Запад не можеа да му ги обелат. Не можеше да се сокрие тоа. И сега е ова како некоја реконструкција, како некој ново КБАГИ СДСМ, кој ќе оди по надворешно политичкиот чин. Па вие видовте, прво мандат доби мандатарот од амбасадорката на САД, а другиот ден се сретна со председателот Пендаровски. Се е тука јасно. Тука се знае кој е газда во оваа куќа. Додека политичарите не научат да кажат не. Јас одговарам пред мојот народ, пред моите гласачи, пред мојата политичка заедница, ќе дојдам кај вас или вие ќе дојдете кај мене, кој ќе бидам избран. Се до тогаш ова се пиони, ова е протекторат, ова не знам како да го наречам. Веќе многу ми е тешко што го кажувам тоа, меѓутоа го кажувам со свест можеби да се освестат некои луѓе, да не живеат во илузии, дека можеме да бидеме фини и да ја сочуваме Македонија. Нема веќе финост. Нема веќе дојдоа работите дотаму да мораме да сме искрени во тоа што го правиме. Професорке, времето минува брзо. Сакам да ве прашам, имам уште едно-две прашања. Сакам да ве прашам на овој ваш крик кој го забележав како трет во интелектуалната фела. Гледате ли излез или подобрување во новинарството во Република Македонија, бидејќи преку медиумите го креираат јавното мислење. Ако новинарите го застапат македонскиот национален интерес на Македонија, тогаш ќе имаме враќање на возот на своите шини. Разбирам, меѓутоа ситуацијата во сферата на медиумите мислам дека никогаш не била полоша, дека постои не само цензура, туку и само цензура, дури и кај дел од оние што се познати како поблиски до опозицијата медиуми. Затоа јас сум повеќе за алтернативни медиуми. Зошто не подкастови, вакви комуникацији, како ова ние што го правиме, што лесно се споделува на Facebook. Си размислував едно време, зошто наместо ова пишувам колумна, да не правам како видео пореки неделно. Не зборам за себе промоција, туку зборувам како начин на комуникација. Бидејќи па сега и нашата јавност, знаете, ретко гледаат телевизија, луѓето веќе имат преку носот тоа што им се сервира, преку вести, преку тие дебатни емисии во кои имате 5 луѓе кои се вртат во круг, кои немате што да очекувате од нив да чуете ново и паметно. Така што мора да се разбуди тој интерес. Јас сум повеќе за овој алтернативен начин на комуникации во кој луѓе кои имаат што да кажат или ќе организираат меѓусебни дебати или индивидуално или значи сакам да кажам новинарството денес може да се прави и на друг начин. Не мора да имаме редакција, не мораме значи можеме да имаме излез. Може да има и мора да има излез и тоа велам во практично како контратежа на она што како мејнстрим нас не се сервира. Кога ќе пуштате вие телевизија или отворите вестник, вие имате машина за перење мозоци. Да, така што е дури штетно да учествувате во тоа. Го гледате Алберт Муслиу, Зоран Иванов. Неколку души, еве можеме сега да ги наброиме на 5 прсти од една рака. Што ново да очекувате од тие ликови? Тие уште кој ќе го видите знаете што ќе каже. И дали забележувате дека во споредба со пред, да речеме, 5 или 10 години,
еден голем број на луѓе исчезнуваат од таа јавна сцена. Вклучително јас сама се повлеков веќе 5 години ме нема во медиуми. Да. Ниту ги следам, ниту сакам да учествувам. Кој да ми биде соговорник, не знам, некој од овие што ги спомнавме. Која е смислата на тоа? Добро, сакам да ве прашам за вас и малку да кажам од моја страна за вас, дека вие учествувавте, односно ве заедно учествувавме во повеќе писма кои се спротивставивме на тиранската платформа, заедно се спротивставивме на бугарскиот договор, на преспанскиот договор, така да вие тука и јас се ставам дека учествувавме максимално учествувавме од 30 па до 200-250 интелектуалци кои не можевме да пробијаме, не можевте да пробијате преку политиката. Науката нели не дозволува политиката, нема наука. Мене ме интересира, имате стотици научни трудови, книги и така натаму. Имавте поддадено молба за кај фосилите во Ману. Да појаснам, не беше молба, туку тоа беше, јас бев кандидат на филозофскиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи, значи кандидатурата ја истакна наставничкиот совет, односно моите колеги професори, затоа што постоеше тој јавен конкурс и смета, конкурсот беше дефиниран така да е од мојата област, областа на политички науки и правни науки, така што смета дека јас со сето тоа што сум го завршила за себе во научна смисла, треба да влезам и можеби еве да внесам некоја нова доза на енергија, нели го спомнавме председателот Коцарев како нешто што се издвојува, јас тука би ја спомнала секако и Катица Ќулавкова и Маџунков, значи има неколкумина кои не вреди да ги така да речам отфрламе заедно со на другото. Еве јас тоа не го криев никога почна постапката, никога заврши, а заврши пред една недела пред новата година, со тоа што јас не сум поминала за гласање во собранието на МАНУ, затоа што Оделението за општествени науки сметало дека не заслужувам. Она што допреа како информации до мене е дека двајца кандидати одат на гласање во собранието, тоа се професорот Мерсел Билјали од овој приватниот фон универзитет и професорката Гордана Лажетич од правниот факултет, колешка на Камбовски од кривично-правната област. Ке видиме како ќе тече таа постапка. Мнозина, морам да кажам дека уште кога го слушнаа моето име како некој кој претендира да влезе таму, беа разочарани и ми рекоа ти не припаѓаш таму. Јас не бев исто така оптимист дека може да поминам кај тие 7 мина, кои сум ги критикувала жестоко, признавам, си постојат колумни во кои Ману сум го правела, нели? Фосилите. Така што не чувствувам никакво разочарување, меѓутоа беше известна сатисфакција, како да ви кажам, кога носите еден куп материјали, кои тие можат да ги сонуваат во 10 живота, не можат да ги освојат, да речеме доволно е на Scopus или на, не знам, Web of Science или Google Scholar или овие наши академски мрежи, да ги истипкате нивните имиња, да ги видите нивниот број на цитати, на коефициенти и така натаму. Така што јас сум совршено задоволна од тоа што јас го имам постигнато и што објективно се мери надвор. Овде, тоа Ману, не можам да поминам, тоа е тоа. Позната е вашата работа во јавноста, па и кај, мислам, и странската јавност можност. Апсолутно. Таму добивам поголема сатисфакција од колкото. Имав можност да ве гледам и на еден семинар, учествувавте во Кина, во Вулхен, така? Така, имаме еден проект. Да, имавте проект таму. Уште сега со една-две реченици да го завршиме интервјуто, веќе имаме 1 час.
Дали професорката Билјана Ванковска на стадион ќе ја видиме со шалот, со сонцето, така капа црвена? Да им посакаме на нашите момци да не гордеат, да бидат причи на вистина во овие темни години наназад. Ми се чини дека никој како спортистите, уметниците, значи некои така јавни дејци кои се не врзани со политиката, не правиле горди на тоа што сме. И штом се појави некоја таква прилика, сигурно дека ќе ме видите, може би на некои други протести, прошетки, слично, меѓутоа веќе разговаравме. Јас дури и да не ставам знаме, луѓето знаат дека и многу е, знаете, убаво чувството, дали е то на улица, на пазар или било каде, кога некој непознат човек ќе ви приде да ви заблагодари ка зборувате во негово име, затоа што јас нели имам таа моќ како професор и како колумнист и така. Така што тоа што сум ја македонка си ми пишува на челото. Меѓутоа сигурно дека знаме ќе си купам набргу. Професорка, јас ви благодарам за исцрпното интервју. Сметам дека направивме убаво интервју кое ќе внеси свежина кај сите македонци, кај сите оние кои не следат. Благодарам на убавите зборови, на поканата ми беше задоволство. Следното интервју ќе го реализираме после празниците. Ви благодарам уште еднаш. Поздрав, секој е добро на сите што не пратат.